Почитувани гледачи, добар ден и поздрав од салата во населбата Карпош, каде што за неколку моменти ќе треба да започне решавачкиот напревар за екипата на Balfour Life против тимот на Овче Поле, директниот конкурент за пласен во втората лига. Математиката е сосема јасна, доколку денеска екипата на Balfour Life забележи победа, 90%, ако може така да кажеме, го обезбедува пласен во втората лига. Но да видиме како ќе се одвива денеска на преварот. И Овче Поле има своји некои математики на денешниот напревар, но да веруваме и да се надеваме дека екипата на Balfour Life ќе забележи толку посекуваната победа и ќе се избори за пласен во втората лига. Денеска овој напревар ќе го работиме со познатиот кошаркарски работник и никогашниот член како Куманово, господин Саша Дијановиќ, со кого имаме работено и други напревари. Господин Дијановиќ, еве дојде клучниот момент, решавачки напревар за Balfour Life. Едноставно победата е императив, меѓутоа според вас каде ви го гледате патот на победата на денеска? Најпрви добар ден до вашите гледачи на вашата телевизија. Каде го гледаме патот? Ова е втор меч ова година, пошто се игра трокружен систем. Играат меѓусебно Овче Поле и Balfour Life, така да на првиот меч кога ги гледав овдека, шансата беше во самиот рекет. Тука нашата екипа е подоминантна, во рекетот мислам дека од исто и надворешните позиции се подоминантни. Сигурен сум во сигурна победа и тоа убедливо. Да, вие ги познавате поголемиот дел број на играчи од овдека, бидејќи тие од вашиот претходник Купка Михайловски се префрлија во тимот на Balfour Life. Верувате во овие своји некогашни ученици и мислите ли дека можеби ќе биде клучна битката под Кошевите или пак бековите ќе го решат овој напревар? Јас мислам дека имаме поголем квалитет и на вајнски позиции и на центарската позиција. Сега не знам од кои причини во екипата тука на центарската позиција фали Милош Младеновски, исто така и он беше, да не кажам, наш играч и големиот број од целата прва петорка. По кои причини денеска не игра, сепак и на позицијата 5 со Наум Јакимовски, на позицијата 4 со Стојановски, Денат, и на вајнските позиции гледаме Смилковиќ, Тренчиќ и значи мислам дека сме поквалитетна екипа и тоа сепак ќе се докаже на ова. Имаат страшно полуконтра, тоа што ги посматрав нашите две утакмици, значи отвараат, значи она е таа школа наша што ја имавме ние што ја практикувавме. Имаат страшно отварање на таа полуконтра. Сепак ќе видиме како ќе важно, почетокот е најбитен, како ќе се отвори напревар, така ќе иде до крај. Да, наша гора. Да се надеваме дека се ќе биде како што треба и дека екипата на Balfour Life ќе забележи победа. Ние сега го следиме првиот напад за домашниот тим. Тоа е Смиковиќ, па Нена Стојановски. Обичен скок, еве ги првите поени за екипата на Куманово. Со број 14, Наум Јакимовски. Домашниот тим добро го отвори на преврат, води со 2:0. Еве поени за Овче Поле. Со број 18, тоа е Ристе Стојанов. Тренчиќ. Добро замислено, меѓутоа не стигна оваа топка. Со број 15 тоа е Јованов. И уште една иста комбинација. Асистенција кон Јованов. Оно што е кон Стојанов, се извинувам, и
Две слободни фрлања за екипата на Овче поле. Стојанов само еднаш беше прецизен. Напад за домаќините. Смиковиќ, Тренчич. Грешка на домашниот тим, инаку суди на денешниот направа се Александар Ѓоревски и Боро Антовски од Скопје, додека делегат на овој направар е познатото некогашно студиско име од Македонија, господинот Диковски. Нема поени, скок на Тренчич, да видиме дали ќе има контра. Смиковиќ и Стојановски е обид за 3 поени. Нема тројка. И еве лична грешка, број 18 од Стојанов. Инаку на преворот се игра, како што рекол, во салата Панко Бршнаров, некаде околу 300 гледачи го следат овој напревар. Добра посетеност. Еве поени. Со број 6 први кошеви за Филип Стојановски. Играње со нога. Топка за домашниот тим, односно за Овче поле, се извинувам. Добра реакција на Стојановски. Смиковиќ, чиста позиција, нема поени. Топка за Овче поле. Останува 4-3 за Ball for Life. Ова се чекори, сепак таму топката му испадна на Стојанов. Ево нов напад за домаќините. Тренчич, Екимовски, Смиковиќ, Стојановски. Стојановски тројка. Први поени за Нина Стојановски. 7:3 и да видиме прекршок во напад. Инаку ќе подсетам, Стојановски на минато-неделниот напревар беше јунак, постигна 6 тројки и благодарејќи на него екипата на Ball for Life забележа многу важна победа против екипата на Дино Баскет во Кочани. Ево уште еднаш обид за 3 поени. Штета, оваа топка испадна. Одобручил Стојановски, тоа се чекори. Господине Дијановиќ, еве добар почеток може да кажеме, дека за сега се оди според планот. Па се оди според планот, мислам дека со малку поагресивна игра на предна линија уште во предно поле. Се гледа дека кондиционо се поспремни нашите кошаркари и мислам на по-агресивна игра и на отварање на тие полуконтри, а што може во ова, пошто се гледа дека гостинските играчи тешко се враќаат дома, назад. Ќе бараме тука е шансава за успех. Еве првата измена во екипата на Овче поле, во игра влезе со број 16 Марјанов на местото на Димитриев. Помина 4,5 минути од првата четвртина. Убаво проигрување и ова се поени. Со број 8 од први кошеви на Митев. Тренчич чиста позиција, штета, нема тројка.
Добро се снајде таму Стојановски. Смирковиќ. Штета нема поени, меѓутоа има две слободни фрлања за Филип Стојановски. Сигурна рака. Клупно 4 поени за Филип Стојановски. Домашниот тим води со 9:5. Обидите за 3 поени не успеа Танев. Брза контра на Балфорлаев, да видиме. Наум Јакимовски изворени поени. Еве аплаузи од публиката. Добра комбинација. Четврти поен за него. 11:5 води Балфорлаев. Вкупно 5 поени за Наум Јакимовски. 12:5 води домашниот тим. Во секој случај одличен почеток на Балфорлаев на овој решавачки дерби напревар. Малку чудни поени, сепак кош со број 15 Иван Јованов. Ова беше убав обид, меѓутоа нема поени. Брза контра на Овчеполе. Јованов. Да видиме што е сега, не е во ред нешто со семафорот. Интервенција на судиската двојка и Ѓоревски и Антовски од Скопје. Танев. Тешка позиција, нема поени. Одличен скок на Филип Стојановски. Брза контра, сепак лошо поигрување. Не треба да се брза во овакви ситуации, треба да се смири нападот. Уште на промошување овој пат на Виктор Маријанов. Тренчич. Еве тројка за Тренчич, кога многу важно да се направи уште поголема разлика. 14:7 води домашниот тим, а забележувам ќе биде направена и првата измена. Со број 8 во игра ќе влезе Никола Петковски, а сега од тешка позиција први поени за Танев. Еве токму таа измена што ја најавив, значи излегува Стојановски, на негово место Петковски. Останува Танев на 2 коша. 14:9 води Балфорлаев. Смилковиќ. Петковски, Смилковиќ. Да видиме за кого топка за гостинскиот тим. До крајот на првото полувреме, односно на првата четврта десетина, уште 3 минути. Јованов.
останува Овчеполе во напад. Топка во страна за Марјанов. Танев. Стојанов. Уште еднаш Танев. Јованов. Поминува времето, ќе мора да бијат гостите, греша. Еве, ова е специјалност на Смијковиќ. Елегантни убави поени. Први за него и еве 16-9 води домашниот тим на 2 минути и 30 секунди до крајот на првата четвртина. Господин Дејановиќ, нема никакви забелешки барем за сега во играта на домашниот тим. Мислам дека малку и засиливме играта во одбраната и тоа резултира со ова водство. Па јас ви кажав, значи на ова противничка екипа со уште поагресивна одбрана, резултатот ќе биде уште поубедлив. Се гледа дека тука, да не кажам, тоа се класични Овчеполе екипа на класични баскетачи, каде што нема кошаркашки елементи многу од што да покажат. Така да што со уште поагресивна игра во одбранава, мислам дека и резултатот ќе биде уште поубедлив. И оно што е забележливо, немаат многу високи играчи, мислам дека може и да форсираме повеќе игра преку центри. Па тоа го реков и во самата најава, дека нашата предност е во центарските позиции со Стојановски и Наумовски. Значи, тука е Може дојде на спуштање, да. Да. Секоја топка доле на спуштање, тоа е сигурен кош или фаул. Нема поени. Смијковиќ. Филип Стојановски. Јакимовски отворени поени. Негов седми кош. Расте предноста на Balfour Lev. 18-9 води домашниот тим. Ево уште една грешка. Можда за контранапад. 4-1. Изворена атракција за бивање. Филип Стојановски, шести кош. Тоа е тоа најако оружје што го кажам. Контра, полуконтра. Да, контра, полуконтра, кај што имаат играчи од типот на Тренчич и на Смијковиќ кои што може да истрчат со правовремени додавања за сигурен кош. Да, и оно што е најважно, домашниот тим веќе има 11 кошиви разлика, 29 води. Тоа ќе бидат две слободни фороња за Овчеполе. Два пати е прецизен Марјанов. 20-11. Петковски во игра. Штета не стигна оваа топка. Ован дали неве чекори. Поени за Овчеполе. Стојанов пети кош. Не успеа Филип Стојановски, меѓутоа изворена реакција на Никола Петковски. Смијковиќ. Штета, нема тројка. Нови поени, сега серија од 6-0 на Овчеполе. Четврти поен за Марјанов, а сега направен е прекршок врз Дарко Петковски. Тоа ќе бидат две слободни фороња. Измена во екипата на Овчеполе, излегува Стојанов, во игра се враќа Димитриев.
Ево ги првите поени за Дарко Петковски. 21-15. Ова ќе биде неверојатно последниот напад во првата четвртина. Јованов. Има време за напад, а сега без поголема причина прави прекрашок гостинскиот кошаркар Виктор Марјанов. Две слободни фрлања за Филип Стојановски. И тоа е крај на првата четвртина, 22-15, води екипата на Балфор Лев, сосем очекувано и заслужено би рекол господин Дејановиќ. Па да, мада резултатот малку гостинските кошаркари направија серија од 6-0. Се гледа дека тешко оди позициониот напад, значи немаат некоја акција која што може да се изигра, каде што кажавме, каде што може да се користи доле на центарската позиција Наум и Стојановски за сигурен кош. Значи се нападот, ако не се отвори контра некој или полуконтра, значи нападот на Балфор Лев се базира на шутот за 3 поени. Ако не фати шутот, што тоа се деси во 2-3 напада и од 11 разлика би на 6 разлика. Меѓутоа, оно што е забележливо, па мислам дека гостинските играчи одат повеќе на индивидуални решенија отколку на некоја тимска игра. Да, тоа е апсолутно така. Јас кажав, тие немаат некои кошаркашки елементи. Тоа се класични баскет играчи, али искусни баскет играчи, каде што можат секоја екипа да добие. Очекуваме продолжение на втората четвртина. Прв напад за екипата на Овчеполе. Петорката на Балфор Лев. Јакимовски, Филип Стојановски, Дарко Петковски, Никола Петковски и Смилковиќ. Стојановски. Обид на Никола Петковски, ова беше тешка позиција. Јованов. Добро изработена акција. Тоа се први проени на Благој Димитриев. Смилковиќ. Дарко Петковски. Тројка. Прва за него, четврти поен. 25-17. По една тројка. Тренчич, Дарко Петковски, Нена Стојановски. Гледате каква борбеност на Дарко Петковски, заслужува аплаузи. Никола Петковски, ова беше малку избрзан удар, меѓутоа продолжува нападот и само да не се повреди Филип Стојановски, мислам дека секи биде во ред со него. Аплаузи, Филип Стојановски продолжува да игра. Меѓутоа ќе мора да биде заменет, во игра влегува Соколовски.
Јованов. Повратна топка и ова е големо промашување. Со број 16 Виктор Марјанов промаши се. Еве шанса за Ball for Life да ја врати на предност од 10, може би повеќе разлика. Петковски. Останува гостинскиот тим во напад, се враќа во игра Ненад Стојановски на местото на Никола Петковски. Убав влез со број 5, четврти поен за Танев. 25-18. Смиljković. Ненад Стојановски, изворена асистенција и лукаво решение на Ненад Стојановски, а Наум Јакимовски продолжува да го полни кошот на тимот од Свети Никола, негов 9-ти поен. Добри игра во одбраната. Смиljković може да се организира брза контра. Соколовски нема тројка. И сега судиите велат намерна лична грешка на Дарко Петковски. Две слободни фрлања за Иван Јованов. Сигурна рака на Јованов. Негов четврти поен. 27-21. Не успеа со број 9 Марко Јованов. Смиljković. Соколовски, Смиljković, хубаво спуштена топка и погрешно водена од страна на Јакимовски, измена во Ball for Life, излегува Дарко Петковски, се враќа во игра Тренчич. Бара домашниот тренер да се игра без прекршок. Каква грешка на гостинскиот тим. Тренчич. Значи се види и од ова одбрана сега, значи агресивна одбрана уште во предно поле, таму дава помалку можност за организирање и на тие индивидуални акции што ги има кошаркарите на овце поле. Да. Останува домашниот тим во напад. Уште 14 секунди. Измена во овче поле. Влегува во игра со број 8 Бојан Митев. На местото на Марко Јованов. Смиljković. Смиljković изворени поени. Храбро влезе во противничкиот рекет и негов четврти кош. 20. И 9-21 според мојата евиденција.
сега прекашок на Тренчич. Тоа треба да е топка од страна за Овчеполе. До крајот на втората четвртина уште 5 минути и 4 секунди. Јованов. Уште едно комплетно промашување, ако може така да се каже. Мислам дека сега е момент Балфор Лев да направи некоја поголема разлика и во вториот дел да влезе со сигурна предност пред оние решавачки мигови од напреворот. Тренчич. Топка за Овчеполе. Сега серија промашување на двете страни. Танев. Ново промашување на Овчеполе. Смилковиќ. Меѓутоа, тука е неуморниот Јакимовски. Негов 11-ти боен. 31-21, 10 разлика. Меѓутоа, на Дијановиќ, што е неважно, домашниот тим ја одржува ова каква таква предност. Никако не дозволува на гостинските кошарки да се доближат. Да, 10 разлика, али мислам дека во вториот дел уште колку има? Уште 4 минути. 4 минути и 14 секунди. Значи, за овие 4 минути разликата да се крене таму до 16 разлика, за да можат во вториот дел да влезат мирно. Веќе ипак оваа екипа Овчеполе е просечна екипа, меѓутоа искусни индивидуалци, како што рековте. Да не оставаме здраво за готово. Направи 20 разлика и после друго е, и психолошки и друго се игра. Легуваш во вториот дел. Да, мора да кажем дека домаќините се и малку психолошки оптоварени, бидејќи победата е императив. Доколку забележат победа, како што реков во најавата, 90% повеќе влегуваат во втора лига, што е голем успех. Така, голем успех, бидејќи успех не виден, бидејќи сите овие се кумановски играчи. Немаат играчи од страна. Тоа е плюс бенефит. Тоа е најголем успех. Да се вратиме сега ние на преворот. Нема поени Соколовски. Топка за Овчеполе. Побит за 3 поени. Ново промашување и топка за домашниот тим. Сезна промашува гостинските кошаркари во овој втор период од играта. Слабо им оди ударот и за 3 и за 2 поени. И тоа е сега оној момент кога треба Балфор Лев да направи поголема разлика. Стојановски, еве чиста позиција. Негов 6-ти поен, втора тројка, 13 разлика, најголема предност за Балфор Лев. До крајот на втората четвртина уште 3 минути. Стојанов. Изворена блокада на Наум Јакимовски. Тренчич, прекрасна акција, еве мајсторија.
13 поен за Наум Јакимовски, 36-21. 15 разлика. Одлично пресечена топка, Тренчиш може да се за нови поени, да видиме. Дали овде имаше прекршок, продолжува над преворот. Направен е прекршок врз Марјанов. Измена во Овчеполе. Излегува Димитриев. На негово место Јованов. Убав влез, меѓутоа нема поени. А ова би требало Тренчиш да го реши, така е. Негов пети поен расте, предноста на Балфор Лајв 38-21. Тоа се чекори, да, во право се судиите. 1 минута и 41 секунда до крајот на првото буреме. Измена двојна, излегуваат Тренчиш и Стојановски. Во игра Никола Петковски, за прв пат со број 7 Милош Станковски. Соколовски. Тоа се поени со број 15, шести кош за Иван Јованов. Таму ја згасна линијата Филип Стојановски. 1 минута до крајот на првото буреме, 38-23, ова се чекори. Мислам дека ова беа чекори. Седми поен за Стојанов. Филип Стојановски. Соколовски. Јакимовски. Филип Стојановски. Протестира таму гостискиот тренер. Мислам дека не е во право, имаше дека туркање. Топка од страна за Балфор Лајв. Тајмаут бара домашниот тренер Стефан Николич. 44 секунди до крајот на првото буреме, 38-25. Тоа она што го посекуваме Деновиќ, што вие го рековте дека потребна ни е разлика од 15 на кошеви разлика да може да играме мирно во продолжението. Да, знаејќи ги кочекарите 70-80% дел од кочекарите прва е пошто 5 години сум работел со нив, знаејќи што можат тие да дадат и од друга страна како противник имаат, затоа и прогнозирав убедлива победа, меѓутоа сега ова, значи не треба опуштање за овие 2 минути од 17-18 разлика биде на 13 разлика. Значи не треба да се подценува. Ја имам некоја теорија да додека можеш Направи голема разлика. Голема разлика, колку можеш, што поголема разлика. Не го подценувај никој играч, никоја екипа. Меѓутоа, пошто ако дојдат тие во таква ситуација, тоа исто ќе го направи. Се види дека како што кажав, предноста е наша во тие отварање контри, полуконтри и на центарската позиција со Науми и со Стојановски. 30 секунди до крајот на првото буреме, обите за 3 поени, уште едно големо промашување. 38-27. Тоа беше шести поен за Марјанов. Има време, уште 10 секунди.
до крајот на првото полувреме. Филип Стојановски нема поени. Крај на првото полувреме 38-27. Добра залика за Balfour Life за продолжението на ефикасен во домашниот тим. Наум Јакимовски со 13 поени во екипата на Чеполе. Тоа е Ристе Стојанов со 7 кошеви. Почитувани гледачи, пауза 10 на минути, пак се чуеме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, очекуваме да започне второто полувреме од дерби на преорот од третата лига помеѓу кошаркарите на Balfour Life и екипата на Чеполе. По првиот дел домашниот тим прикажа многу подобро игра и заслужено води со 38-27. Ке потсетам уште еднаш, овој напор е решавачки за домашниот тим, доколку забележи победа, може да кажеме со сигурност дека обезбедува пласман во втората лига, што секако представува голем успех за овој ново формиран тим од Куманово, кој, како што рече и нашиот соговорник Дијановиќ, се состави исклучиво од домашни кошаркари и поради тоа овој успех има уште поголема тежина. Прекашок врз Филип Стојановски. Првото полувреме Филип Стојановски постигна 7 поени. Еве го деветиот кош за Филип Стојановски, 40-27 во екипата на Balfour Life. По првото полувреме најефикасен беше центарот Наум Јакимовски со 13 поени. Тоа се чекори. Добро го тоа забележаа судиите. Нешто не е во ред со семафорот, имаше на таква ситуација во првото полувреме. Топка за Горан Тренчич. И натаму проблеми со семафорот на овој напревар. Таму делегатот Диковски, сега се е во ред, на преворот ќе продолжи. Три секунди велат судиите. Ќе подстам уште еднаш судијска двојка на денешниот напревар е Александар Ѓоревски и Боро Антовски од Скопје. Агресивна игра на Филип Стојановски.
Останува Овчеполе во напад, играше со нога Ненад Стојановски. Продолжуваат со обидите за 3 поени, меѓутоа во тој сегмент од играта кошаркарите Свети Никола имаат катастрофален процент. Тренчич, Филип Стојановски, Ненад Стојановски, Тренчич, одличен офанзивен скок, нов напад за домашниот тим. Убави поени на Горан Тренчич. Седми кој за него, 42-27, 15 разлика за домашниот тим. Погрешно кораци или чекори. Шанса за Balfour Life да зголеми на најголема разлика, може би 17 или 18 поени предност. Тренчич, Ненад Стојановски, Смиljković. Смиljković штета, не успеа за малку. На повреда се жали Јованов. На негово место во игра со број 8 е Бојан Митев. Изворена асистенција во поени. Осми кош за Виктор Маријанов. Тренчич, нова тројка. Втора на денешниот направо, негов 10 поен. 46-29. Тоа е намерна лична грешка би требало. Во Овчеполе, во игра со број 13, влегува Благој Димитриев. Останува 17 разлика, помина 3,5 минути од третиот период. Какво промашување сега на Стојанов, малку насилан, не успеа. Тренчич, прекрасна асистенција. Мајсторија на Горан Тренчич. 15 поен за Наум Јакимовски, 18 разлика. Господин Дејановиќ, мислам дека полека се крши отпорот на гостинскиот тим. Да. Това е 18 разлика. Значи, уште до крајот на оваа четвртина, бидејќи ростерот на Balfour Life е малку тенок, играат со 6-7 играчи. Требува до крајот на оваа четвртина да отиде да разлика до кај 30 таму, за да може да биде порелаксирано во последна четвртина и да им се даде шанса на тие млади играчи таму што седат на клупа. Еди тоа. Во екипата на Balfour Life најефикасен Наум Јакимовски со 15 поени, 9 кошеви има Филип Стојановски, 6 има Ненад Стојановски. Во тимот на Овчеполе најефикасен е Виктор Маријанов со 8 кошеви, 7 има Ристе Стојанов, а 6 Иван Јованов. Мислам дека ова се последни совети на гостинскиот тренер, кој ќе се обиде да го врати својот тим
во овој напревар, меѓутоа ќе биде доста тешко со оглед на играта која ја прикажуваат, но и моменталната разлика. 47-29 води Ball for Life. Четврти поен за Бојан Митев. Филип Стојановски. Смијковиќ. Смијковиќ изворени поени за Дарко, негов шести кош. Тренчич, Смијковиќ останува домашниот тим во напад. Бара тренерот Николич да се игра мирно. 5 минути до крајот на третиот период. Тренчич изворена тројка. Трета за него, 13-ти поен, симултанка на бекот на Ball for Life. 52-31. 21 кош разлика. Чекори. Добро во тоа видео се видите. Погрешно водена топка. Филип Стојановски. Доста интересни поени со број 16. Виктор Марјанов, негов 10-ти кош. Ненад Стојановски. Тренчич. Овој пат нема тројка. Поени за Стојанов. Негов 9-ти кош. 52-35. Смијковиќ. Штета, нема поени. Ова е серија од 6-0 со број 16. 12 поен за Виктор Марјанов. 52-37. Добро, Дијановиќ мислам дека се уште нема опасност. 15 разлика, 3 минути до крајот на третиот период, меѓутоа има мали осцилации во играта на Ball for Life. Може би тоа, што некој поради овој слаб ростер на клубата. Има осцилации и се упуштија во една игра која што им одговара на гостинскава екипа. Значи во една јурњава низ цел терен. Значи полека со организиран напад, со спуштање доле да го користат наум, со подолг напад со изградена акција да се направи, да се нападне кош. Грешка е што се упуштија у една бркотница на индивидуална завршица како што тоа го прави екипата на опще поле. И затоа и резултатот падна таму на 14 разлика колку е. Сега да кажете дека треба да се смири, да се игра долг напад. Да, долг напад, изградена акција, да се користи Стојановски и Наумовски во рекето доле на сигурен кош, сигурен погодок, да не им даваат можност на овие, пак ќе кажам, искусни кошаркари да дојдат и сега да правиме што се вика од готово вересија. Грешка на Смијковиќ.
Митев. Имало таму прекашок. Ова ќе биде топка од страна. Измена во домашниот тим излегува Ненад Стојановски. Се враќа во игра Никола Петковски. Смијковиќ. Тренчич, штета, нема тројка. Стојанов. Паметен прекашок на Смијковиќ. До крајот на третиот период, уште 2 минути и 13 секунди. Марјанов. За малку ова ќе беше 2+1, меѓутоа среќа промоши Стојанов. Тоа ќе бидат 2 слободни фрлања за Овчеполе. Поени за Стојанов, вкупно 10, 52-40. Убави поени, важни за Никола Петковски, први кошеви за него. 54-40. Тоа е топка за Ball for Life. Не, едниот судија бели дека е топка за домашниот тим, другиот за гостинскиот, на крај е топка за Овчеполе. Измена во Ball for Life, излегува Тренчич на негово место Соколовски. Ова е по полого време и тројка за Овчеполе. Со број 13, Димитриев. Него пети кош. Сега Дарко, односно Никола Петковски промашува. Нова тројка. Овие минута и 10 секунди мора да се издржи да не падне разлика во испод, бидејќи два играча од првата постава се на купа, да не дојдеме до несакани ситуации во четвртина. Видовме 2 тројки едно по друго на Димитриев и Овчеполе намалува на 8 разлика. Смијковиќ. Обид на Соколовски да проигра таму во рекетот, останува домашниот тим во напад. Не успеа Дарко Смијковиќ, сега пат во играта на домашниот тим. Лесни поени. Димов први кошеви за него и само 6 разлика за Ball for Life. Соколовски. Промашување на Филип Стојановски и сега
На 13 секунди до крајот на третиот период, пад во играта на домашниот тим и Овче Поле се доближува на само 6 разлика. А ке почетам во овој период, домашниот тим имаше предност од дури 21 кош разлика. Промашување на Стојанов. И тоа прилично. Негов 11-ти поен има времето уште еден до крајот на третиот период уште 5 секунди. Нема поени за Филип Стојановски, 54-48, 6 разлика. Пад во играта на домашниот тим во финишот на овој дел од третиот период, меѓутоа се уште Балфор Лев има каква таква предност. Дејановиќ, ние се порадувавме дека работата е завршена, меѓутоа имаме уште да гледаме интересна борба овдека, барем што видов досега. Па ќе имаме интересна борба, бидејќи, како што кажав пред малку, екипата на Борба Лайф се пушти во една бркотница, сосема погрешна тактика, во една бркотница со таа игра на која им одговара на екипата на Овче Поле, што со брзоплето шутирање со индивидуална завршница не се добива утакмица. Тоа се види од 21 разлика, разликава падна на 5 разлика. 6. Ако кажи ми тоа дека во ростерот имаат помалку играчи, значи се очекува тешка борба во последната четвртина. Да се надевам дека ќе издржат до крајот и ќе забележат ова толку посекувана победа која им носи пласман во втората лига. Последна четвртина, прв напад за Овче Поле. Марјанов. Изворена асистенција. 14 поен и само 4 разлика. Смилковиќ. Сега без причина се брза, непотребен шут. Голем пад во играта на Балфор Лайф и криза. Да се надеваме дека ќе биде надмината во најбрз можен рок и ќе гледаме интересен напревар. Смилковиќ. Не знам од која причина Тренчиќ не е во стартна постава. Тоа самиот тренер го знае, меѓутоа се гледа очигледно дека без него не функционираат многу работи во самата екипа, во организација на напад. Прекашук врз Нена Стојановски на брзина направија 2 фаула гостинските кошаркари. Смилковиќ. Нема поени понатаму. Продолжува лошата серија. Стојанов. Среќа не погодува за 3 поени. Можеше да биде многу интересно. Стојановски Ненад. Кога е најпотребно,
трета негова тројка вкупно 9 поени. 57-51. Сега можност за нов напад. Смиljković. Какво невнимание сега на Дарко Смиljković. Подршка од публиката и од клупата. 7 минути 50 секунди до крајата на преворот, 6 разлика. Патна концентрација, пак тоа се сведува на оној мален Меѓутоа простор се на гледа играч. дека и тие се уморни, да. Падот на концентрација, се си сноси свое. Сега се потребни поени од овој напад. Одличен скок на Наум Јакимовски, ќе види тоа, две слободни офрлања, многу битен момент на преворот, да не му се дозволи на Овчеполе да се уште повеќе доближи. А сега тајмаут бара и гостинскиот тренер. Добре, Дијановиќ, имаме 6 разлика и две слободни офрлања. Ако ги погоди, ќе биде 8, па колку толку предност. Значи, пак ќе кажам, утакмицата се добива со одбрана. Значи, мора да одиграат добра одбрана и напад, стрплив напад, изграден напад за сигурен кош. Да се користи Стојановски и Наум Јакимовски на доле на висок пост, да прима топка со сигурен кош, пошто нема за нив двајца, нема соодветна одбрана од друга страна, кој може да ги задржа. Значи, тоа е еден рецепт за успех до крај. Значи, со добра одбрана и без индивидуални завршници, како што се пуштија во една бркотница во третата четвртина, па бинда резултатот, тоа им одговара на вакви екипи како што е Овчеполе. Значи, една бркотница, па кој даде, кој не, ајде. Сега да кажете дека не треба да се солира, треба да си иде сигурна реализација во нападот. Сигурна добра одбрана, сигурна реализација напад, изграден изграден напад, посебно се користат на доле на Стојановски и Наум Јакимовски на центарските позиции за сигурен кош и успехот нема да изостане. Седумнаесет поени за Јакимовски. Тој е најефикасен во екипата на Ball for Life. 8 разлика води домашниот тим. Стојанов продолжува нападот за Овчеполе. Уште 7 минути до крајот на преворот. Нема поени за Стојанов. Стојановски. Филип Стојановски. Смиljković има чиста позиција. Изворени поени за Филип Стојановски кога е најпотребно. 11 кош. 10 разлика, се враќа она посекувана предност за домашниот тим и еве сега измена, влегува во игра Тренчич на местото на Наум Јакимовски. Сега со нешто пониска петрока, дали сака да ја забрзи играта уште повеќе домашниот тренер. Прекашок на Соколовски, паметен. Фаул во вистински момент. 6 минути и 20 секунди до крајот на преворот. 10 разлика води Ball for Life. Не, поентава во пониска постава. Поентава е што Наум Јакимовски 34 минути без измена игра и
Добар е потегот за 2 минути да го одмори, последниве 5 минути да биде во игра, за да се Да земе здив. да земе здив, за да може да одигра до крај и за сигурна победа да се оствари до крај. Соколовски. Па еве поени. Први за него, меѓутоа многу важни. 12 разлика. Ово е веќе 16 поен за Марјанов. Добро замислена комбинација Тренчич Нена Стојановски. Се враќа во игра во овче поле Бојан Митев. Марјанов. Десети поен за Благој Димитриев. Ке мора да се врати во игра Јакимовски. 5 минути до крајот, 8 разлика води Ball for Life. Тренчич, изворени поени. Него 15-ти кош. Ке има уште едно слободно фројање, излегува Соколовски, се враќа Јакимовски. Ова е сега постава која мора да изигра до крај и надпревара да го доведе до сигурна победа. Тренчич. Штета помина времето. 4 минути и 40 секунди до крајот. 10 разлика. Ball for Life води се уште на преворот, не е решен, меѓутоа оно што е најважно домашниот тим и натаму има солидна предност. Потребно да се издржи уште овие 2 до 3 минути. Марјанов. Одлични поени. Осумнаесети поен за Марјанов. 8 разлика за Ball for Life. 4 минути до крајот на преворот. Смиљковиќ. Смиљковиќ, тројка, златна. Може би решително. Може би решавачка тројка. Да, 11 разлика. Точно 4 минути до крајот на преворот. Тоа е прва тројка за Дарко Смиљковиќ, вкупно 9 поени. Ова беше одлична акција, немаше среќа. Гостинскиот кошаркар. Сега не успеа ни Смиљковиќ. Марјанов. Стојанов. Прекашок на Јакимовски. Тоа се 2 слободни фрлања за Ристе Стојанов. Него 12 поен во екипата на Овчепоре, 20 кошаркари се покаже како одлични. Нена Стојановски, четврта тројка, 12 поен, 71-58. Дејановиќ 3 минути и 20 секунди до крајот, 13 разлика, мислам дека ова е недостижно. Да,
за ваква екипа и од друга страна како квалитет има противничкова екипа, мислам дека ова разлика, овие две тројки ја реши утакмицава на Смиljković и на Стојановски. Мислам дека 13 разлика ваква екипа не може да стигне. Сега да не прогнозираме, се уште може би рано, меѓутоа еве ова екипа се наоѓа на прагот на пласа во втората лига, што представува успех и за клубот, но и за градот. Меѓутоа, повторно се поставува на прашање во втората лига, еве вие знаете, овој тим ќе бара да има многу повеќе и финансиски средства, и организација, и се друго што е потребно. Да, втора лига ние игравме 6 играчи игра од оваа екипа кај нас во втора лига. И знаеме, значи, втора лига, моментално трошоците за втора лига се дупло поголеми за разлика од трета лига. Сега може да видите какви се. Без спонзори, мислам дека клубот не може да обстане. Ние во втора лига со овие кумановски играчи, значи игравме втора лига, завршивме после првиот дел на четврто место во втора лига, вториот дел го почнавме, изигравме две утакмици, немавме финансиски средства, не отпатувавме на две утакмици и автоматски бевме исфрлени, дисквалификовани. Значи, што би вие препорачале, еве? Па, што би препорачале? Ако не се најде некој спонзор, некои пријатели на клуб, да дојдат да дадат некои средства, мислам дека заводно ќе биде и ова влегување во втора лига, да останат тука во трета лига подобро да играат. Мада направо во еден рак на такмичење нема направо тука. Меѓутоа, ако погледнеме овој костур на тимот, сметаш ли дека со овој играчки тим може во втората лига да се носи рамноправно или ќе биде потребно уште некој евентуално засилување? Не. Со овој костур во втора лига нема никакви шанси, значи мора да се доведат уште најмалку 3-4 играчи, поискусни играчи, кај што би биле да се носат рамноправно меѓу средина, да го избегнат оној на лошото испаѓање од втора лига. Тројка на Ристе Стојанов, негов вкупно 15 поен. Не успеа Филип Стојановски, а поени за Нена Стојановски, 17 кош. Во екипата на Ball for Life најефикасни Нена Стојановски 17 и Наум Јакимовски 17 кошеви, 15 има Тренчич, 11 Филип Стојановски и така натаму. Една минута и 20 секунди до крајот на преворот, 13 разлика, победа на Ball for Life, победа која значи и најверојатно сигурен пласман во втората кошаркарска лига. Голем успех за овој тим. Нова тројка на Стојанов, вкупно 18 поени, 76-73. Една минута и 3 секунди до крајот на преворот, 10 разлика. Смиljković, убави поени за него, вкупно 11. Нова грешка на кошаркарите на Овче поле и забивање за крајот, ерупција во публиката. Филип Стојановски, негов 13 поен, не успеа Стојанов. Голема борбеност за Наум Јакимовски, 80-66.
Нема тројка. Тренчич. Значи победа на Balfour Life, која значи пласам во втората лига, 14 коши разлики. Честитките домашниот тим, голем успех и навистина заслужена победа. Најефикасни во екипата на Balfour Life, Јакимовски и Стеновски по 17 поени. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и останете понатаму со програмата на Кватри телевизија.